Зашто нивно е царството небесно, блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се... Дедо Иван Сингартиски, духовна легенда на Пиринскиот крај. Како кренаме од Пиринска да дојдеме во Вардурска, од единиот спрат на куќета, во другиот со пасош, срещнахме един билборд и читаме: Македонија пат ви пожелува. По тој асоцијативен пат ме натера на многу, на милениуми години на назад и ме врати крај древниот Рим. Таму има една стоическа школа, но не од првиот од Зенон основателят, а таму е Луција Јанеј Сенека, таму е Епиктет, таму е и императорот Марко Аврелие. Тие тримата луѓе са биди преведувани од един пиринец, скопскиот митрополит Теодоси. Луција Јанеј Сенека, нема да зборувам кој што е напишал за прирачника на Епиктет. Така, ще се спреме само на првиот, на Луција Јанеј Сенека, кој е напишал едни писма до неговиот пријател Луцилий. Но е напишал и до един друг негов пријател, којто се е кажувал Галион, едно писмо, или тоа е озаглавено за срекниот живот. Тој се обраќа кам него со следните зборови: сите, о братја Галионе, сакат да уживаат срекно, но толкова повеќе се оддалекуваат од среќата, колкото повеќе чекорет брго, ако са го сгрешили патот. Дали пак и ние, мили мои, не сме го сгрешили патот? Тој пат ни е покажен од нашата древнина, од нашите прадеди, още од времето на Филипа, Александар и таму насаму. Каков пат те ни се посочили? Крај обсадата на град Метона, Филип имал нерадата судбина да биде прострелен со една стрела во окото. И тој говорник, за којто ни зборува Башевски, тој нем говорник, когато е видел импозантната фигура на Филип, тој замолчал, онемел. Зашто? Заштото тој е видел величието на Македонија во тој Филип. И тој, истиот, когато противникот зборува срещу него, една немечка поговорка казва: хвалбата на пријателот мириши, но на противникот звучи, тя е ечи. Атиняни, атинци, Филип е со едно око, но е подалеку глед од нас. Тој гледа во иднина, а ние само во минатото. Един негов војник на име Тари и имал същата съдба да биде ударен со стрела во окото. И се спуштали санитарите да го извлечат из боиштето. Но Тари им рекол: не, няма да ми ја извадите стрелата докато трае боиштето, за да не си промисли врагот, че аз съм му свъртил гръб и бегам от боиштето. И стоял така со забиена стрела во окото, без да го напусти боиштето. Днеска се четах тука из площадот на Скопие и случайно минах кај споменикот на Крстен Мисирков. Што направихме? А на другото место пише: а што ќе требува да направиме? Да ме извиниш тихо и сите вие. Што направихме ние? Се зедовме од тука 100 македонеца да одиме да се жалиме во Страсбург. Зашто? За некакви човекови права. Тихо, што направихте вие? Направихте гладен штрајк. Што? Мислам дека нема по-глув од тој којто не сака да те слушне. По кој пат да фатиме? Не му личи на македонеца да се жали. Символички Македонија сега е избрала тој крст. Тој голям крст треба да се носи не од един човек, както Исус Христос носи тој на целото човечество, а ние сите македонците требува да го носиме тој крст. И сите заедно, иначе няма да ја носим. Нашата тегоба и нашиот крст нема да сврши така. И ето за тоа
както Тертулиан казва, всекоя капка християнска кръв е семе за нови християни. А аз ще ви речем дека всекоя капка македонска кръв е семе за нови македонци. Сега пред вас ще ви представам жителите на село Леска, от родното село на костурският воевода Иван Попов, кој изгоря како свеке, за да ја биде светло на мученицата Македонија. И ето да го видите тој себе, ги побукалувам и ги понудувам да ви се представя. Благодаря. Во една средба со Гоце Делчев, кога Гоце Делчев го прашал, ти знаеш ли јас кој сум? Па Иван Попов му рекол, јас не знам кој си ти. Мене не ме интересират личности. Јас сум се ветил корбан за Македонија и за неја ќе изгорам, и тој действително изгоря како свеќе, за да ја биде светло на мученицата. Дека се крие тој юнак Делчев. Аз сакам да го видя и да му се поклонам. Од цар до говедар ние сите се измориме да го бараме, а не можеме да го најдеме. Кажете ми, аз сакам да го видя и да му се поклонам. Валијата казва тоа за него. Знам, така е. Съм го кажал тоа. А пишман македонците што рекуват? Че не е бил македонец тој. Во Библијата пиши. Светиот апостол Павел пиши па едно послание до неговия ученик Тимотеј. Чадо Тимотее, през 65-та или 6-та година ще бъда в Никопол. Защото му са били разклатено здравето и дошъл тук има термални извори. И там има едно изворче, което се нарича Аязма. Войсководачът, генералът, ќе биде македонец, войникот е римлянин. Тути Macedoni, тути команданти. Тути коменданти, така. Тути солдати, тути солдати. Така. Значи вика сите македонци се команданти. војници и генерали. И сите македонци сакат да са војводи, никој не сака да е комита. Не можеш да си актер, било во историјата или на сцената, и да се самонаблюдаваш. Другите те гледат. Така е. И те ќе те оценят што чиниш. Ти не можеш да кажеш за себе си што си. Нема жив човек кој да е живел поне един ден на овој свет и да не е извршил греф. Затоа, за да биде како празник и за да се подготвят луѓето за тој ден когато ще е за покаяние, за пост и за молитва, е спремен тој празник, и на тој празник луѓето не само дека ќе се разделят со таа храна, но те сакат и да се разделят со своите греови и да отидат да барат прочка од своите родители, постари браке, сестри, мајка, баби и така наваму. Денешниот ден е именно за тоа, се разделят со своите греови и да отидат да барат прочка од своите родители, постари браке, сестри, мајка, баби и така наваму. Дури ние и да сме казни, дури и човекот да е извршил многу греови, а човекот да не биде и да не е извршил нито един греф, ако тој човек не сака да си търси прочка од тебе, макар че тој те е навредил тебе, ти му бари прочка на него. И аз ти прощавам, но дедо Господ да ти прости. Само тој има правото да прощава греови. За Бога најголемиот дар е дух сокрушен и смирен, срце чисто создај во мене Боже. Тогаш тоа е најголемиот дар за него. И за тој голем дар е направена и тај трапеза, дека човешкото срце се очистува и човекот добива смирено и покајно срце. Е роден тој Иван Попов. А Иван Попов е кренул во македонската кауза за ослободувањето на Македонија и на неговиот роден крај преку гръцките зандани. 1000 пъти е бил ставен на кръстосан разпет, е минувал по заледена река, е бил во пранги окован, е бил еди каде си. Европската јавност застани за македонскиот отроб, што станува? Зашто станува збор? Тој не го пожали својот живот и одеше насекаде. И кога Гоце Делчев, нашиот идол на македонското
прашене или на македонската слобода одел при него да ги организира комитетите и му е рекол: ти знаеш ли аз кой съм? Аз съм Гоце Делчев. А той знаеш що ми е рекол? Мене не ме интересират разни личности. Аз съм се ветил курбан за Македония да й бъде видено на мъченицата. И изгорам като свекя, да й биде светло на мъченицата, да не й бъде темно. Той човек има нерадата съдба. Едни овчарчета, кай манастират в Драгалевци в София, да го найдат убиен, дали коварен куршум го е убил, дали сам е сложил край на живото, защото както виждаме, че нямаме излез от тая македонска мака, ние не знаем. Но той човек, той синеок човек, той хубав рус мъж, му даде и изгоря како свеке за Македония да й биде видно светло на Македония. Но луѓето го не разбраа. Кој ке ме сваки? Да се удри во темето, да се удри во срцето, но да биде човек. А па Гоце е рекал: па малко ли е да сме човеци? Преди всичко да сме бъдем човеки, па тогава добитък. Сакам да речам два збора. Првиот е за тоа дека ни удостоиха со голямото внимание театарот Скръб и утеха од Скопје е един традиционен продължител на Еврипидовият театър и на Войдан Поп-Георгиев Чернодрински. Ова е голям християнски празник. Той празник днеска се кажува Светли петок или животворящ източник. Таков животворящ източник е и самата земя Македония, коя ги пълни сърцата на луѓето и дарува светлина на целиот свят. Да бидат живи и здрави и на много еледа православному македонскому народу. Во здраве и спасение и во всем благое поспешение подаш, Господи, православному македонскому народу и сотворие му на многая лета. Манастирът на Александър Македонски. Всякако теолог на мене ми прави този впечатлок кога е възникнало християнството. Свети Антони, нали, първи, втори, трети век, основател на килийните общежития, манастир. Преди да крени той походът срещу Дарий кай Азия, той со една група хетайри, со една екипа хетайри, е тръгнал от Пела покрай долината на Места, а тук горе на Ахлиса и до ден днешен барат да го найдат храмот на Дионис. И тук го дошъл во Огняново, дека после ке ви речем дека е бил там и апостол Павле. Тоа е Божия земя. Тогаш, за да направят обредите, те трябвали да се изкъпат, да се избанят. А таму има термален извор. Я четах книгата на Гор Видал. Най-нови изтражуване за карпестата уметност и за праисторическите астрономически обсерватории за времето си. И той пишува там за египетските пирамиди, во Англия за Стоунхендж, за зикуратите, за тия стъпаловидните пирамиди, дека са во Мексико. И таму са најдени 3 обсерватории, дека са од праисторичка по време. И една от тях се наоген на Козил камен. А зашто е на Козил камен? Козил камен е една голема карпа, која има над 300 тони и по нея се качува само по едно скалило и таму има во глапка направено како един казан. Имало е жертвоприношение, таму са предлагали жертва и до ден денешен барат светилището на Дионис. Чисто македонска работа.
Ама трябва да се оди и нашите карпести уметници, нашите научници да дойдат да го сликат това нещо и да го дадат на явността. Да я сликат и да я видят това работа. Градът на Филип. Оттам се гледа цяло море от гора, от планина, от борови, от смрики. И овде, сете се види, Пирин се видува, Рила се видува оттам. И то е просто една обсерватория на връвот на земята, како на Хималаите, да речеме, како покривот на светот. Срекли сме за дека дојдоме во Македонија да видим тој архитектонски комплекс, дека мислам, че го нема никаде во балканските земји. И тој комплекс го представува ликот на Македонија како матична држава во историјата од времето на Филип и Александар, па до ден дешен овде се сите македонски природбеници, тука се Ѓорѓе Пулевски, овде Чуповски, овде Кирил и Методи. Кириле и Методија, Цар Наума и Ангеларија, царот Самуил, овде гемиджиите и сијачки македонци кои си го дали животот за да биде слободна и независна држава. Македонската судбина е била истата вчера, денеска и утре и ќе биде таква каква не е Господ е одредил. Од единиот спрат на куќата македонска да дојдеме во другиот спрат со пасуш. Тако се оди, така е состојбата. Ама тоа е някаква карма која има тегне над Македонија. Македонија не е само сега делана. Тя е делана още преди 2000 години. Римјаните исто така е распарчуват Македонија, како што е сега распарчена меѓу балканските државици. На 4 деми, да немат право да се женат и да се мажат од единиот дем во другиот, да се оди, да не се работят златните рудници на Пангеј, на Филипа и така натаму. Денеска го виштеме исто тако македонскиот народ пак е спречен да оди од единиот дел на Македонија во другиот дел на Македонија. Сношти бевме присутни на Дионисовите слави во театарот Скрп и утеха во библиотеката на браќата Миладиновци. Се наше треба да се окрадне. И песните на Миладиновци. Се са бугарски, се е само да не е македонско. Но авторот на тие песни не са браќата Миладиновци. Авторот на овие песни са самиот македонски народ. Те се само собирачи, како Марко Цепенков, како е събрал приказните на овој народ. И тамо днеска имахме филмска представа и видахме представата на децата со уштетен слух. Ни испеја няколку песни и солзите ни скапеа доземи. Зашто тая состојба којато човечеството винаги ќе ги има тие несретници. Един от тие, които е поможила на тия хора, е майка Тереза. Тя създаде приюти за бездомни деца, за сираци, правеше училища, правеше болници, събираше подаяние за всичките тия мали деца. А що видуваме днеска? Кај сме тръгнали ние кај дива Европа, като я четам митологията? Овој народ претвори все онова, што е битно и се што е уметничко во Македонија, го претвори во салхана и касапница. Докато нашиот народ е задоен од мајка, од големата божица мајка Македонија, мајка Тереза и тако натаму. И затоа македонецот е тоа којто треба да биде таков какъвто е. Неговата генетска положба никој не може да ни ја однеме и да ни ја откине. И затоа те ги е страх од македонеца. Не ги е страх од нашата материја, а ги е страх од духовната мок на македонците. И затова да се поклониме пред големият хуманен човечки подвиг на майка Тереза. Бог да я благослови. Пророчество друго нема да ви се даде, освен пророчеството на пророк Йона. Така е, што е тоа, кажи? А ти, Господи, вика, ако в Ниневие има и един, 10 праведника, ќе го сочуваш градот, ќе го сочувам. А ако има един, и за един ќе го сочувам. Защото той, како излезал от утробата на кита, легнал под едно дрво. И той израснало и си закачил дреите на дрвото, но той през нокта израснало и му правило сенка.
и легнал и он на сенката, и кога се събуди и слънцето како го грее, дрвото изсъхна. И той взел да плаче, защо е изсъхнало дрвото. Защо плачеш Йона? Зашто вика нема? Ти плачеш за тоа дека е тоа дрво ниту го посади, ниту го полива, и ти е жал. А как на мене нема да ми е жал како аз животот си ще дам за луѓето, и ако има един праведник да не го спасам, тата и тој човек со кого сега збори, како нема да ни е жал како придобиме един наш somишленик и природбеник. Да си ми жив и здрав, това ми е полно сърцето. Така. Теко срце, зашто ти ќе го видам? Зашто тие синови Божи се, блажени сте кога ќе